ВМРО ДПМН не сака да ја вклучува Сонја Трчуловска во изборната кампања, од неја сака да направи маченица од типот на Цеца Национале во Србија. Стоне Бошковски песна ви напиша, кај ве означи како предавник Сонја Трчуловска. Да бевте во Србија, Цеца ќе ви спеше на песна Кукавица, тука Сонја Трчуловска. А може би за ВМРО-ското членство подобро беше Цеца, пошто подобро ја разбират. Па јас навистина жалам што повторно е злоупотребена фамилијата на Трчуловски. Ја слушнавте песната, имате слушната? Да, ја слушнав. Така ви се допаѓа? Па мислам ритмично, коне по текстот. Да, песната е песна за која навистина ќе ми се извинуваат еден ден, навистина ќе мораат да препеат песна, но мислам дека после 5 јуни се ќе биде полесно. Јас навистина имам разбирање и јас сум среќен што Сонја Трчуловска доби 1 или 2 стана, што доби работно место од владата на Република Македонија. И јас имам разбирање дека таа мора да одработува за нив во овој период, бидејќи и господинот Јохан и Сонја се зависни за жал од режимот на Груевски. До вчера бевте браќа, а сега вака му враќаш. Со душман ортак се фати. Затоа Господ ке ти плати. Тешки обвинувања во песната изречена ваша адреса. Можете ли да живеете со таа етикета на предавник, кој ве закачувате ве сега со песната? Вие ги очекувавте тие напади. Тие напади се засилуваат како оди кампањата. Не знам, од разни имиња, од разни личности, од разни центри. Сега се јавува и Сонја Трчуловска и вие се качува таа етикета на предавник. Може ли да живеете со таа етикета? Не знам како тие ќе живеат со грижата на совеста, бидејќи јас апсолутно со ништо, со ниеден мој милиметарски потез не допринев за Јохан да заврши во Хаг. Дали вие воопшто го знаете, дали го познавате вие воопшто Јохан Трчуловски пред во Хаг? Јохан Трчуловски бил обезбедување на жена му на Борис Трајковски. Во живот не сум го сретнал Јохан. Можеби сум го сретнал, можеби сум му рекол здраво, но јас да го познавам Јохан Трчуловски, тоа не. Добро, што повеќе ве поводи, ова песна на Сонја Трчуловска или изјавата на Бајрам Амди дека повеќе не сте браќа? Видите, подеднакво ме погаѓа и Амди и ова што се случува. Сте биле браќа, ама сте биле политички на различни страни, така кажува Бајрам Амди. Видите, замислите, Амди, јас имав партиска задача за Амди. А што ви беше партиска задача? За побратимување, па нели требаше на Бранко да му даде гол со пета и му даде, наместо вечерта кога беше клучно дали ќе преиде во коалицијата со Бранко и ние ќе паднеме 99-та година од власт или ќе останеме, моја задача беше да го забавувам Амди Бајрам. И вие велите денес Бајрам Амди многу сака да се дружи со министри за внатрешни работи, а после изборите завршува таму кај што завршува. Тоа е неговата веројатно животна судбина, јас тука ништо не можам. Хороскопот, значи политички на Бајрам Амди му е тако. Така му е напишано. За кои црни пари, за кои црни сценарија напаѓаш поранешната партија, му порачуваат од ВМРО ДПМН на Љубе Бошковски? Нека каже Љубе Бошковски, кој е тој кој што му ги плаќаше адвокатите? Нека каже Љубе Бошковски, кој е тој што помагаше да му се купува храна додека беше во затвор? Со кои црни пари, за кои црни фондови, за чии црни интереси го прави тоа? За 6 години неограничена власт, Владше само ја клатеше главата позади ликот и делото на премиерот и ништо не направи за вас. За 6 години власт, Владше Клатиглава само успеа да ја исече косата. И тоа гледате од митингот во Штип пред 7 дена. Почна да ви ги менуват луѓето кои ја напаѓат. Па трна со Страшо Ангеловски, па на Сител телевизија го извадил генералот Горан Стојков,
Па Владко Ѓорчев, кој ако не се лажам со вас во авиончето се врати од Хак во Република Македонија, изјавува: Љубе, кои се тие црни пари, црни сценарија кои те натера да се против ВМРО ДПМН, за на крај да продолжи Никола Груевски. Значи, оркестрирано ве напаѓат. Да, Владче момче за сите времиња, за сите системи, и Владче мое дете, и неговата изјава рани куче да те лае, ние го раневме како кученце за да стигне на тоа што е денес, и пак ќе се врати и тој, и Точаклиски, кој е многу незадоволен од ми праќаат индиректни сигнали, Бичеклиски, односно индиректни сигнали дека сакаат да се приближат, да дојдат кон Обединети за Македонија, така натаму. Не се секирете. Со падот на Никола Груевски на 5 јуни ќе имаме спектакол. Ќе гледате како Владче сега одеднаш веќе, како Љупчо што не му беше пријател или не знам, јас не сум му пријател, првиот кој ќе го напушти Никола Груевски, најодговорно ви тврдам, бродот кога ќе почне да тоне, Титаникот од Никола Груевски, и кога ќе нема место веќе на тие чамците за спасување, тогаш Владче ќе биде првиот кој ќе се понуди. Тоа ви гарантирам. И Владче уште неколку такви слични како Владче. Владче ви го пушти во трета изборна единица. Да. Значи, за да го поразам. Да го поразите и да си го земам кај мене. Или да ве порази Владче, или дека ќе осва 62 пратеника, дека како беше 16-2 ќе ве порази во трета изборна единица. Јас мислам дека само нивниот лидер е шегобиец, ама изгледа тоа како инфекција се шири. Има многу шегобијци сега во режимот, во распаѓање на Груевски. Тие се тотални губитници на овие избори, јас ви гарантирам дека се готови. После 5 јуни нема никаква шанс. Вие имате нула рейтинг. Андре Жерновски, кој требаше да му биде загрожен животот со неиспукан куршум, нели пазите, со неиспукан куршум ќе го тепа Андре Жерновски, има повисок рейтинг од вас. Нели е многу комично тоа? Андре Жириновски и неговата дружба кои под шатор си прават некакви забави по амерички стил, а ние ги полниме плоштадите. Видете само луѓе на плоштади. Го гледам сирот во Битола, вика многу му бил возбуден возачот. Зашо бил возбуден? Бидејќи на вратата на колата горе кај гумата нашол куршум и тоа била порака до Андре Жерновски. Кој на Андре Жерновски денес порака ќе му прати во Македонија? Кога прате на 20 години претходно дека не го сакат. Јас не знам и бидејќи се ајде каков таков опозиционен блок, не сакам толку да ги критикувам. Нежен сте кон политички таленти Јово Манасиевски, Андре Жерновски. Да. Избори помеѓу живот и смрт, и дали ќе имаме битка до истребување во десницата нови избори или одредена постизборна трка кој ќе биде новиот лидер на ВМРО ДПМН. Вие имавте лозунг и парола нови избори слобода или смрт. Да, апсолутно. И на некој начин ги водите изборите ко слобода или смрт и прашањето е што ќе има Љубе Бошковски после 5 јуни, ќе биде слободен или ќе биде политички мртов. Бидејќи кога ги слушаме ВМРО ДПМН, те на нивните анкети преку анкетарот Божиновски ве држат на 0 пратеници, па дури овој политички талент Јово Манасиевски повеќе политички сила му дадат отколку што ви дават вас. Јас затоа велам, еве и вие ги имате тие податоци, значи ништо не е податок кој јас го измислувам. Јас велам дојдете, видете ги преполните плоштади. И во Прилеп сознанието ваши се дека 3 автобуса дошло од страна. Носите ли автобуси? Не. Носам по 1, 2, 3 автобуса, можно е. Например, ВМРО ДПМН во Струмица донесе 340 автобуси. 340. Тоа значи некаде цирка 7-18.000 луѓе. Да. Им се плаќа на ромите по 10 евра, односно по 500 денари. 500 денари, плюс сок, плюс одреден сендвич и идат на митинзи, значи. Да. И затоа на сите митинзи вашиот пријател Барем Амди се обраќа пред ВМРО-ското членство. Да. Како, па видите, таму има изворни ВМРО-вци, Амди Байрам, Зинго, феудалецот, еден одличен ВМРО-вец и да не ги набројувам. Зинго вика дека бил Васил Главинов, дека бил Васил Главинов и Васил Главинов бил ем ВМРО-вец, ем социјалист. И дека Зинго всушност ја продолжува таа традиција. А што можете вие да очекувате од Зинго, од таквите како Зинго? Добро, за Барем сте биле задолжени вие, нели, да го дружите 99-та, да не сте били за Зинго задолжени, пошто му влагавте во Силекс, комбинатот 99-та година. Да, мислам дека тоа ми е незавршен пат и дека после 5 јуни ќе мора да се отвори повторно случајот Силекс. После тоа ли Зинго стана голем ВМРО-вец? Да. Жално е Никола Груевски со спортските сали и со лопатите, лопатару еден. На 5 јуни кој кого ќе закопа? Предавникот лопатарот или лопатарот предавникот?
Дали предавникот Љубе Бошковски е предавник, до сега ќе се докажеше на било кој начин. До денес не можат со целата своја машинерија, апаратура да докажат. Такви тешки навреди Да. се во рамки на десницата изречени. Таква политичка борба на живот и смрт се води во рамки на десницата. На довчерашните луѓе кои беа во иста влада. Господине Ефтов, вие го сметате Никола Груевски за десничар? Па добро, кои негови сваќања се десничарски? На чело на ВМРО ДПМН се наоѓа. Значи како да го сметам, човекот е лидер на ВМРО Ние ви ДПМН. гарантирам, после ова што ни се случи во ВМРО ДПМН, ние кои ја градевме таа партија, ова што ни се случи во ВМРО ДПМН и дека навистина најпрво што треба за да се заштити еднаш Македонија од такви личности како Зинго ВМРО-вецот, како Никола Груевски ВМРО-вецот, како Латес ВМРО-вецот, како Ставрески, да не ги набројувам сите така наречени ВМРО-вци, треба со закон да се забрани, со закон, Хамди Бајрам, да се со закон забрани употребата на тие 4 свети букви во политички цели. Бидејќи за кој патриотизам може да зборува Никола Груевски. Тој патриотизам чини многу пари на овие избори. Овие се најскапите избори кои се потрошени во Република Македонија. Значи нема сантиметар македонска територија кај што нема постер на Никола Груевски, кај што нема билборд на Никола Груевски, значи нема телевизија освен на еден кај што не се рекламираат, кај што нема една минута, една секунда со реклама на Никола Груевски. Од каде се тие пари? Знаете, господин Ефтов, што му кажа синоќа на Никола Груевски? Еве сега ќе повторам. Па не ве пратам, морам да признам, ама еве само може да кажете. Никола Груевски има многу пари, има реклама, има судство зад себе, ја има управата за јавни приходи, има пари чие потекло за сега не се знае, но од 5 јуни ќе се знае. Има се, но од нешто се плаши навистина како ѓаволот темјен. Се плаши од едно обично пенкало кое кошта 10 денари и кое на 5 јуни ќе го заокружи бројот 18. Од тоа се плаши Никола Груевски. И потоа ќе прашаме, зошто му беа овие пари, кога едно обично пенкало 10 денари му ја одреди неговата судбина и му ја закопа за секогаш неговата политичка кариера и констатира готов си. Тоа ќе се случи со Никола Груевски на 5 јуни. Господин Бошковски ги свртија сите ваши до вчерашни пријатели да плюкат кон вас во изминатите 2 или 3 години. Оде господинот Мане Јаковлевски, кој сега гледам нешто го стават во бордот на Телеком или на македонски телекомуникации, вела дека бил голем експерт, бидејќи служел кафе во некоја кафана Берлин, која била негова во Западен Берлин. Значи сите ваши да, и таму претпоставам дека има телефон, некој изучен телефон или фиксен телефон и научен за телефони, па затоа го стават, претпоставам, експерт во бордот на директори. Значи сите ваши пријатели ги сврте против вас. Не ли е тоа индикативно? Значи прашањето е на крајот да не излезе и црквата да ви фрли некоја анатема. Бидејќи само црквата остана да не ве нападне. Па како тргнало голема среќа што на 5 јуни Груевски ќе биде поразен. Љубе Бошковски најавува дека светот има ВМРО ќе го испрати во историјата, а фамилијата ќе испрати во затвор. Може ли да бидете во иста влада со Никола Груевски? Никола Груевски, како што сега стојат работите, нема да освои приближно колку што освои на изборите 2008, освои некаде 62 мандати. Оди гледам по митинзи низ Македонија и вели дајте ни повторно 62 мандати да ја водиме Македонија така како што ја водевме сега, а народот упорно му кажува дека е незадоволен како се води Македонија, меѓутоа еве и да прифатиме дека дел од народот ќе гласа за Никола Груевски, дека можеби ќе победи на следните избори, меѓутоа дека нема да освои доволен број на пратеници. Ви коалицирали Љубе Бошковски со Никола Груевски? За вас е тој лопатар, вие за него сте предавници. Никола Груевски... Дали лопатарите и предавниците може да бидат иста влада? Ние со Никола Груевски ќе не можеме и да се гледаме и да сакаме јас да коалицирам. Тој ќе биде по негов избор, може по местото на раѓање на неговите предци, на неговата мајка, да го избере затворот во Штип. Другите исто двајца негови први братучеди во Штип, каде што за Никола Груевски навистина сум спремен да издвојувам, бидејќи тој ме хранел додека сум бил во затвор, но со членството кое ќе остане, и пратениците кои евентуално ќе ги освои Никола Груевски, се добродојдени во редовите на Обединети за Македонија како мои коалицијски партнери. Но Никола Груевски е просто невозможно после сите овие криминали и недела кон сопствениот народ, ние да коалицираме и да веруваме дека Никола Груевски ќе биде на слобода. Гледате, кој е омраза? Па дури во ова интервју,
ли имате кон Никола Груевски? Кој омраза тој на митинзите искажува кон вас? Не, јас сум човекољубец. Јас Никола Груевски го љубам. И затоа велам дека бидејќи тој мене ме спасувал додека сум бил во затвор, јас навистина, и ако бидам премиер, од мојата премиерска плата одустаќи издвојувам за Никола Груевски, за да добие топол оброк во затвор, за да му биде удобен животот. Од христијански мотиви. Јас против Никола Груевски немам ништо. Јас имам против неговото лудило политичко, против тоа што Македонија ја донесе до овој степен до кој е денеска, до смрт. Јасен е концептот на Никола Груевски, сите паранични пријатели на Љубе Бошковски, да ги сврти против него и да плюкаат по неговата политичка кариера. Сега останува тоа да го направи уште црквата и да фрли и таа анатема на политичката кариера на Љубе Бошковски. Господине Бошковски, многу сте храбар по митинзите, храбар сте во интервјуто, напаѓате секој, кажувате се што. Немале ли храбро со Сонја Трчуловски или со Јохан Трчуловски во лице се видите, да ви кажа дека ве смета за предавник и после тоа да продолжите мирно да живеете? Јас мислам дека тоа никогаш нема Јохан да го каже. Јас сум убеден дека тоа никогаш Сонја нема да го каже, тоа не го чувствува. Јас затоа имам морате да ја разберете. Па видите, Сонја кога отидовме да ја посетиме за новиот стан кој го доби од владата во тоа време, Сонја ни рече не можам да ве примам бидејќи ми е забрането од Никола Груевски да ве примам. Бошковски, велите дека Никола Груевски може да го гледаме во Прага, можеме да го гледаме во Штип, ќе го гледаме Љубе Бошковски после 5. Може ли да го гледаме во некој од хрватските затвори, бидејќи измените на законите што се направени пред паѓање на овој парламент, како да остават простор дека власта се подготвува Љубе Бошковски да го испорача во некој од хрватските затвори? Нема, затоа што јас во Хрватска слободно одам, таму не гледам никаков проблем. Случајот е завршен и затворен правосилно во Македонија. Може ли власта наша да ве апси? Имате изречено сериозни критики на адреса на власта, вадите одредени афери. Која власт, господине Ефтов? Па слобода или смрт не може да се случи за мене или за било кој македонец во оваа држава, за овие 85% граѓани на Република Македонија кои живеат во сиромаштија или едва преживуваат. 40% според анкетите, според податоците на Светската банка сме во сиромаштија, или 32% невработено според нашата статистика, македонска завода за статистика, некој да му даде доверба, ви се молам, на Никола Груевски. Па не овој народ склеротичен, па не овој народ кој може до бескрај да се манипулира. И добро, еве случајно ако Никола Груевски сепак формира влада. Тоа е невозможна мисија. Јас не гледам како Никола Груевски може да... Ќе го чувствувате тоа како лична трагедија? Тежок пораз? Тоа за мене ќе биде крај со мојата политичка кариера и не мислам повеќе да се бавам со политика, доколку Никола Груевски навистина дојде на власт. Тогаш е навреден интелектот на мојот народ, навреден сум јас како човек, навредена е мојата нација. И потоа, која е понатаму смислата за бавење со политика? Јас не сум ни човекот од Зингово, односно од Кратово, Зинго, не сум јас некој политичар кој во 80-та година на својот живот сака да остане на политичката сцена. Јас не сум ни Тито Петковски, ни било кој. Мене политиката не ми е професија. Јас не ја разбирам политиката како моје единствено занимање во животот. Има уште 100 занимања кои можам да ги работам, вклучувајќи и да чувам овци, да правам сирење, тоа што сум го работел, или да бидам правник, или да бидам писател, или да ја пишувам мемуари, но никако не можам да видам и да се видам себе си дека може Никола Груевски повторно да го измами својот народ и да побара трет мандат. Тоа е просто